Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Пожарникарите од Кочани почнаа со дезинфекција на производните хали на приватните предпријатија кои ја побараат таквата услуга. Интересот е голем и со активноста се опфатени повеќе фирми кои претходно се пријавиле кај командирот на територијалната противпожарна единица. Мерката за дезинфекција на производните хали и на работните простори во стопанскиот сектор, што ја иницираше градоначалникот Николчо Илиев, најдува на голем одзив кај кочанскиот бизнис сектор. Според командирот на територијалната противпожарна единица, списокот на пријавени правни субјекти од Кочани за неполни 24 часа е долг, а пожарникарите веќе дезинфицираат во приватните компании. Пожелно е додека се прска со средството за дезинфекција во просториите да нема луѓе, поради што активноста вообичаено се реализира по завршувањето на работното време. Проширувањето на заштитата во производствените хали е уште еден начин да се придонесе за намалување на ризикот од ширење на коронавирусот. Повторно ги повикувам сите да се однесуваме одговорно, зашто само со доследно почитување на сите мерки ќе покажеме висока свест и почит кон самите себе и сите околу нас, апелира градоначалникот Илиев. Тој подсетува дека викендов на сила е и новата мерка на владата за забрана на движење на сите граѓани во периодот од 16 часот попладне па се до 5 часот изутрина. Сите јавни установи и приватни компании кои работат за време на викендот треба да се прилагодат на новите ограничувања за движење и да го завршуваат работниот процес најдоцна до 15 часот. Бројот на лицата од Кочани кои се во самоизолација во моментот изнесува 60 и според информациите од службите кои контактираат со нив, за сега ниеден не покажува симптоми на болеста COVID-19. Надлежните органи упатуваат повик до овие лица да ги почитуваат мерките и препораките од владата и Министерството за здравство, како и од Светската здравствена организација. Заседаваше кризниот штаб во општина Виница. Во изминатиот период преземени се сите неопходни мерки, кои како превенција се препорачани од владата и Министерството за здравство, а согласно препораките се даваат нови насоки за сите надлежни институции. На состанокот на кризниот штаб во Виница беа разгледани сите досегашни активности кои надлежните ги преземаат во локални рамки, но се разгледуваа и нови насоки и алтернативи во случај на можно ширење на вирусот на територијата на општина Виница. Во општина Виница во моментов нема евидентирани лица заразени со COVID-19, а вкупно 67 се во самоизолација. Досега полицијата евидентирала 2 отстапувања од самоизолација, за што се поднесени соодветни пријави. Поднесени се 2 кривични пријави за непочитување на полицискиот час после 21 часот. Во здравствениот дом во Виница на располагање се 9 лекари во итната медицинска помош, кои ротираат во смени и за кои се набавува соодветна заштитна опрема. Адаптирано е едно возило, како и просторија за прием на лица со COVID-19. Сите термини се откажани, матичните лекари се контактираат по телефон. Центарот за јавно здравје од Кочани, која покрива и територијата на општина Виница, од вторник има отворено пункт за скрининг тестови за COVID-19, а се тестираат лица по претходен упат од матичните лекари, кои се препорачани како сомнителни. За 3 дена се тестирани 15 луѓе, при што сите тие покажале негативен резултат. Што се однесува до помошта во набавка на заштитни маски, општина Виница има порачано 500 маски од алкалоид, кои ќе бидат распоредени согласно потребите на институцијата. Општинската организација на Црвениот крст на располагање има 12 волонтери кои веќе имаат поделено 28 пакети со храна и хигиенски средства на социјално загрозените фамилии, а поделени се и 300 маски, како и собрани се 35 крвни единици. Делењето помош ќе продолжи согласно потребите на лицата од ранливите категории, како и на постари лица кои живеат сами. Јавното комунално предпријатие Солидарност континуирано врши дезинфекција на улиците низ градот и селата, а погребите во договор со црквата се вршат без собирање во капелата и во присуство на членовите на потесната фамилија на покојникот. Општина Виница во моментов не работи со странки, но за сите важни и неодложни работи, граѓаните ги имаат на увид телефоните и мејловите на раководните лица во институцијата за контактирање и решавање на проблемите. Исто така, во случај на потреба од изолација на граѓани кои ќе дојдат од странство, општината има адаптирано простории за прифаќање на тие лица во 14-дневна изолација. Општина Виница како социјален пакет мерки континуирано ги исплаќа барањата за еднократна помош за социјално ранливите категории со средства од општинскиот буџет.
Сите институции треба редовно и тековно да се во комуникација и координација со Министерството за здравство, но и со останатите министерства за активно и координирано следење и применување на сите препораки, беше крајниот заклучок од состанокот. Малите трговци и микропредпријатија од Кочани веќе трпат директна штета од вонредната состојба поради коронавирусот. Поради тоа упатија писмено барање до владата и Министерството за финансии за соодветна подршка за да го надминат кризниот период. Иако се уште немаат формално здружение, собствениците на мали трговски дуќани и на микропредпријатија од услужната дејност во Кочани бараат директна финансиска подршка од државниот буџет. Таа им е неопходна за да не ја згаснат дејноста поради вонредната состојба со коронавирусот. Во дописот до Министерството за финансии, дуќанџиите бараат бруто платите за месеците март, април и мај да бидат на товар на државата. Исто така, од владата бараат привремено да ги замрзне ратите од кредитите и плаќањето на сметките за електрична енергија, вода и други комунални трошоци. Со донесувањето на одлуката за вонредна состојба и со ограничувањето на движењето на граѓаните, ние, собствениците на мали трговски дуќани и бутици, немаме никакви приходи. Во овие тешки моменти за сите нас, без никаква политичка позадина, се обраќаме до владата за помош, односно за мораториум во првото тримесечие од 2020 година на аконтацијата за данок на додадена вредност. Исто така, неопходно ни е субвенционирање со неповратни средства во висина од 3 до 10.000 евра, во зависност од бројот на вработени во нашите предпријатија. Овие и сите останати мерки ги бараме се до престанокот на вонредната состојба со коронавирусот, се истакнува во писмениот допис на собствениците на трговски дуќани од Кочани. Трговците бараат од закуподавачите и од собствениците на деловни објекти во кои се сместени нивните дуќани да ја замрзнат наемнината се до повторно почнување со работа или до преземањето владини мерки со кои и тие би биле обештетени. Собствениците на дуќаните во Кочани истакнуваат дека ако не се преземат соодветни мерки за заедничко надминување на кризниот период, ќе престои целосен колапс на микропредпријатијата во трговската и услужната дејност во приватниот сектор. Во период на вонредна состојба и превентивно работење на сите надлежни државни и општински институции, од локалната самоуправа на Кочани ги потсетуваат граѓаните на препораките за управување со отпадот. Со оглед на состојбата, неопходно е посериозно однесување на сите, за да се спречи ширењето на вирусот и да се зачува животната средина. Во услови кога скоро сите надлежни институции во државата и општината работат во вонредни околности, неопходно е и граѓаните да ги прилагодат своите активности соодветно на состојбата. Тоа посебно се однесува на зачувувањето на комуналната хигиена и на животната средина, за да се избегнат дополнителни последици. Во тие рамки, од локалната самоуправа на Кочани потсетуваат на препораките од Министерството за животна средина и просторно планирање, како да се управува со отпадот од граѓаните кои се во карантин или во самоизолација со сомнителен случај во домот. Личниот отпад, односно хартиени марамчиња, крпи за чистење за еднократна употреба, маски или ракавици, треба да се одлагаат безбедно во вреки за отпад за еднократна употреба. Вреките, кои се наполнети најмногу до 2/3 од нивниот капацитет, треба да се спакуваат во уште една вреќа и убаво да се затворат. Исто така, отпадните вреки треба да се безбедни за одлагање во вообичајниот контејнер за отпадоци од домакинствата. Другиот отпад од секое домакинство се отстранува на вообичајниот начин. Од општина Кочани истакнуваат дека во сила е и дополнителното укажување за постапување со отпад од заштитна опрема. Тоа значи дека неопходно е комуналните работници, односно сите собирачи на отпад, да носат соодветна лична заштита. Исто така, треба да ја применуваат процедурата за отстранување на заштитната опрема, што сите други лица ја користеле во рамки на своето работење. Мобилниот тим составен од волонтери на Црвениот крст Кочани работи на терен во вакви военни услови, помага на старите и изнемоштени лица на кои им е потребна храна и лекови, како и на лицата во самоизолација. За една недела посетени се 11 лица. Мобилниот тим на Црвениот крст Кочани продолжува со активноста за набавка и достава на потребните намирници и лекови на стари и изнемоштени лица и лица во самоизолација.
Во текот на вчерашниот ден посети 3 лица од Кочани и досега во оваа недела откако функционира тимот се посетени и им е помогнато на 11 лица на кои им се обезбедени потребните прехранбени продукти и лекови. Имајќи ги предвид препораките за заштита и за превенција од новиот коронавирус, Црвениот крст Кочани формираше мобилен тим за поддршка на постари и изнемоштени лица, хронично болни лица, лица со попреченост и самохрани родители на деца на предучилишна возраст. Овој тим има задача да им помагаат на своите сограѓани со набавка на прехранбени продукти, средства за хигиена и лекови. Граѓаните кои имаат потреба од ваква услуга може да не контактираат во Црвениот крст секој работен ден од 8:30 до 12 часот на некои следниве телефонски броеви 070 360 855 и 070 373 677. Откако граѓаните ќе соопштат својата нарачка на некој од наведените телефонски броеви, мобилниот тим ќе ги набави нарачаните производи и ќе ги достави до домовите на нарачателите. При доставката граѓанинот кој ја бара услугата ќе добие фискална сметка и со сопствени средства ќе го надомести трошокот за набавените производи. Мобилниот тим за поддршка на граѓаните на Кочани е составен од волонтери на Црвениот крст. Имаме секојдневна координација со општина Кочани. И како Црвен крст упатуваме апел до граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од новиот коронавирус. И една од клучните препораки во овој момент е граѓаните да ги ограничуваат непосредните контакти и движењето надвор од домот, и ако имаат потреба може да ни се обратат. И со така, сакам да кажам дека во изминатата недела обслужени беа 11 семејства кои го бараа помош од Црвениот крст. На овој начин Црвениот крст не само во Кочани, туку во сите градови од земјава во вакви воредни услови излегува во пресрет на сите граѓани кои се во домашна изолација и не смеат да излегуваат, или на стари и изнемоштени лица на кои им е потребна помош во набавка на прехранбени артикли или лекови. Мобилниот тим во Кочани функционира секој работен ден од понеделник до петок во период од 8:30 до 12 часот. И Светскиот ден на театарот 27 март прва година помина без никакви активности и одбележувања. Театрите останаа празни без представи и публика. Актерите порачаа: седи дома и уживај со театарски представи на интернет. Како и се што не функционира и е на пауза поради состојбата со коронавирусот, така и Светскиот ден на театарот 27 март остана пуст и без театарски представи како што е вообичаено. Ворената состојба во државата ги остави и актерите и публиката дома, без подготовка на нови премиери и представувања пред граѓаните. Како за сите сфери од општественото живење, така и за културата, момент е да се остане дома и да се изгледаат неизгледаните представи, односно да се користи интернетот. Така порача и нашата актерка Кристина Атанасова Арсова, која рече дека поради ворената состојба театрите останаа празни, а Светскиот ден на театарот без никакви активности. Во ова време на денешна изолација со цел да ги избегнеме последиците од COVID-19, Светскиот ден на театарот остана и сите ние како директни, така и индиректни учесници да го прославуваме преку интернет, а не вдишувајќи го театарскиот прав и чувствувајќи го мракот и светлото од рефлекторите. Изолацијата на творецот е пустош на неговата психа, но сакам само да препорачам храброст, а храброста е креативност, а креативноста е љубов. Ние театарджиите постојано твориме, па така после сето ова ќе може многу повеќе и почесто да се дружиме со љубителите на театарот. А до тогаш би сакала да препорачам да останете дома, да ги изгуглате театарските представи кои што ги постираат театрите низ Македонија и да уживате во добра мисла, со добра мисла и со добро здравје. Сепак не треба да се губи надеж, додава Атанасова Арсова, бидејќи како и се друго и оваа криза ќе помине, па повторно ќе заживеа театарот и сите убавини со него. Ќе продолжи како што и беше тргнало, се поголема заинтересираност на младите за театарот и актерството. Оваа година поради коронавирусот, интернационалната и македонската порака по повод денот на театарот не беа прочитани пред публика во театрите. Генерации глумци заминуваат, но театарот останува, опстојува и пркоси на просторот и времето.
Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.